Македонската фудбалска репрезентација на 3 и 11 јуни ја очекуваат два меча на скандинавскиот полуостров како подготовки за септемвриските квалификации над преварите со Шкотска и со Велс. Пријателските дуели ќе бидат одлична можност селекторот Чедомир Јаневски да провери дел од играчите, а воедно и да ја провери формата. Најпрво ќе ги одмериме силите со Шведска во Малме, а потоа и гостуваме на Норвешка во Осло. Јаневски има проблеми околу составот. Иако повика вкупно 26 играчи, сепак со 20 ке патува во Малме, со оглед дека му откажаа 6 играчи. Мартин Богатинов, Кирче Ристевски и Јасмин Мециновиќ ги откажаа настапите поради повреди. Величе Шумликовски и Давид Бабунски имаат обврски кон клубовите, а последниот е Марко Павловски кој не се јави на прозивката на Македонија на првиот собир пред 2 дена. Поради повреда не беше и повикан и нашиот капитен Горан Пандев. Жозе Мориньо престојувал веќе во Лондон и потпишал 4-годишен договор со Челси вреден 40 милиони фунти. Веќе полого време се знае дека неговата следна дестинација ќе биде Челси. Сите детали се средени и договорот официјално е потпишан. Мориньо го следел баражнат преворот за влез во премиер лигата помеѓу Кристал Палас и Watford, а во меѓувреме го потпишал договорот и со себе го води Руи Фарија како помошник. Договорот е вреден 40 милиони фунти или 10 милиони фунти по сезона. Во јавноста ќе биде презентиран во последното коло во шпанската примера. Вчерашниот ден на Ролан Гарос мина во знакот на дождот, кој поплавне започна да паѓа во Париз, па така одложени беа голем дел од надпреварите во двете конкуренции во рамките на второто коло. Се одиграа мал број на мечеви, а најголемиот дел се префрлени за денеска. Новак Џоковиќ беше побрз од дождот и експресно обезбеди пласман во третото коло, откако го победи Гвидо Пело од Аргентина со 3-0, по сетови 6-2, 6-0 и 6-2. Од мечевите кои вчера се одиграа во следното коло кај мажите се пласираат Димитров, Колшрајбер, Нишикори, Ханеску, Фонини и домашниот тенисер Пер. Кај дамите, најголемото изненадување го направи тенисерката од Соединените Американски држави Матек Санс, која со 2-1 во сетови ја победи Налио од Кина, иако првиот сет го загуби со 7-5. Во третото коло пласмен обезбедија и Женк, Ераковиќ, Стосур, Јанковиќ, Стивенс, Азаренка, Квитова и домашната тенисерка Корнет. Тимот на Мајами Хит славеше на петиот надпревар со 90-79 во финалето на источната конференција против Индијана и е на чекор до големото финале. По првото полувреме, Пейсерс имаа предност од 44-40. Мајами предводено од Џејмс и Хаслем во третата четвртина целосно го свртеа резултатот. Леброн постигна повеќе поени од целиот тим на Индијана, завршувајќи ја средбата со 30 поени, 8 скока и 6 асистенции. Хаслем го следеше со 16 поени, а Марио Чалмерс доаде 12 коша. Кај Пейсерси во целост разочараа бековите, кои искомбинираа само 5 поени и 6 асистенции. Пол Џорџ даде 27 поени и 11 скокови, Рој Хибер 22, а Дейвид Вест 17 поени. Следниот шести меч Индијана го игра на свој терен утре вечер и со евентуална победа ќе се избори за седми надпревар кој повторно би се играл на Флорида. Кошаркарскиот клуб Академија Баскет и оваа година по 16-ти пат од 13 до 20 јуни го организира Кошаркарскиот камп Охрид 2013 во соработка со МТМ телевизија. И оваа година ви нудиме многу забава, дружење, тренинзи, надпревари и награди од нашите пријатели, како и специјални гости од светот на кошарката кои ќе бидат наши промотори на Кошаркарскиот камп Охрид 2013. Планирани се и посети на знаменитостите кои имаат посебна важност и се карактеристики на градот Охрид. На Кошаркарскиот камп Охрид 2013 ќе се тренира по најмодерни кошаркарски методи, предводени од професионални дипломирани кошаркарски тренери. Дојдете да се дружиме, забавуваме, надпреваруваме, наградуваме и да уживаме во убавините на Охридското езеро и градот Охрид, кој е заштитен град од УНЕСКО. Стани и ти дел од Кошаркарската академија и пријави се на летниот кошаркарски камп Охрид 2012. Пријавувањето се врши на телефонските броеви 078 211 279, 078 393 657, 2521 003 или на имейл адресата academiabasket@yahoo.com. Ве очекуваме.